Лидерите на Европската Унија на нивниот состанок во Брисел го реафирмираа влијанието на Унијата на Балканот. Европската Унија соопшти дека е отворена за прием на нови членки од Балканот, доколку земјите во регионот ги продолжат нивните економски и политички реформи. Тоа, како што е наведено, значи дека се бетонира долготрајната посветеност на Унијата за стабилизирање на регионот, заглавен во политички кризи. Евролидерите соопштија дека го ставија членството на земјите од Балканот високо на дневниот ред на самитот, за да им покажат дека и покрај етничките тензии, реформски ориентираните земји би можело да бидат добре дојдени како членки. До ова доаѓа особено во време кога Русија гледа да го зголеми влијанието во регионот. Повторно избраниот председател на Европскиот совет, Доналд Туск, при тоа рече: The European Union remains faithful to the promise of Thessaloniki and fully committed to the stability and prosperity of the region. Ветувањето од Солун, што го спомнува Туск, всушност е декларацијата што Европската Унија ја усвои во 2004 година, а во која се вели дека сите земји од Западен Балкан ќе станат членки на Унијата. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, повторувајќи дека земјите од Западен Балкан имаат недвосмислена европска перспектива, изјави дека Унијата не отстапува, туку настапува во регионот. Пред 2 години Јункер изјави дека нема да има прием на нови членки на Унијата за време на неговиот мандат, кој истекува во 2019 година. I don't think that this was a mistake when I announced back in July 2014 that there will be no enlargement during the mandate of this commission because, as a matter of fact, no candidate country is ready to join. We did not stop the enlargement negotiations. На самитот во Брисел не беше донесена нова политика на Унијата спрема Балканот, но дипломатите ветија дека евролидерите ќе гледаат почесто да го посетуваат регионот за да ги охрабруваат реформите. Постои чувство дека нивниот европски пат е напуштен, но нивниот единствен пат е кон Европската Унија, вели еден неименуван дипломат за новинската агенција Reuters. Евролидерите предупредија дека потенцијалното зголемување на нестабилноста на Балканот ќе представува опасности за европската безбедност. Британската премиерка Тереза Меј пак најави дека нејзината земја ќе одржи специјален самит посветен на Западен Балкан. Тој треба да се одржи во 2018 година.